Po nekoliko meseci rabota konačno žitelite na Trsinu i nekoliko okolni naseljeni mesta ќе pijat čista voda. Tehnički odprijem na filter stanicata je odobren i ta je veke stavena vo oficijalna upotreba. Ova filter stanica je instalirana oprema od Amiat Izrael, so kapacitet od preko 10 litri vo sekunda. Освен филтрите, имаме груб и фин филтер, имаме и регулација на водата, која што исто е потребна за безпрекорно работење на водоводната мрежа во селото. Моменталната потрошувачка вода во Трсино е околу 2 литри во секунда, што значи дека капацитетот на филтер станицата е повеќе од доволен да ги покрие потребите на овдешните жители со чиста и квалитетна вода за пиење. Со филтер станица Трсин добива секако почиста вода, бидејќи до сега беше трилски зафат и директно водата доваѓаше преку каптажа у резерваро. После резерварот некаде како таложник користеше и имаше голем број нечистоти. Сега со изгревата на филтер станицата тие нечистоти ќе бидат 100% отстранети, ќе добивате бактериолошки чиста вода, бидејќи хлорирањето ќе биде тука, нема да биде поврзано со фотопанелите, него ќе биде директно на електрична енергија, така да константно ќе си има хлор, бактериолошки секој пат ќе биде водата исправна. Изградбата на филтер станицата во Трсино е проект вреден 7,4 милиони денари. Од кои 75% учествува Светска банка, 25% општина Виница. Значи со ова филтер станица ќе се реши проблемот на повеќе од 730 жители на самото село Трсино, меѓутоа ќе опфани дел од Драгобраште, Мало Софинци и Саихци, така што мислам дека после долгогодишните проблеми со нечиста бактериолошка вода, мислам дека проблемот ќе биде решен. Изградбата на филтер станицата започна во јули минатата година, откако во континуитет анализите на водата што ја пиеа жителите на Трсино покажуваше бактериолошка неисправност. Со нејзината изградба и реконструкција на главната водоводна линија се избегнуваат и загубите на вода од изворот, а општината ќе ги намали трошоците за поправки и одржување.